Добар ден, почитувани, следите на новата Телма амбуланта. Едниот партнер сака да спие во ладна соба, другиот на топло. Едниот заспива со вклучен телевизор или телефон, на другиот му треба апсолутен мир и тишина. Едниот е ноќна птица, а другиот ранобуден. Колку пати наутро сте се разбудиле лути на партнерот, само затоа што цела ноќ рчел или ви го повлекувал јорганот. За влијанието на сонот врз партнерскиот однос денеска зборуваме со професор доктор кнегиња Рихтер Соколовска, психијатар. Останете на Телма, а вклучете си со ваши прашања во програма. Кога сонот станува проблем за врската, ќе прашаме професор доктор кнегиња Рихтер Соколова, психијатар, специјалист за нарушување на сонот, директорка на Курамет дневна клиника, редовен професор на Техничкиот факултет во Нинберг, Германија. Професорке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Благодарам за поканата, добар ден. Дали сите ни имаме различни потреби за сон? Да, секој човек има различни потреби на сон, меѓутоа постои едно просечно, да речеме, времетрајање на спиењето, кое што се состои помеѓу 7 и 8 часа, меѓутоа има луѓе на кои што пократко време им треба или луѓе кои што имаат поголема потреба за сон. Постои ли одредена позиција во која што најдобро се спие? Па, навистина, ако се работи за луѓе кои што рчат и кои што имаат проблеми со срцето или со белите дрвови или со притисокот, тогаш најдобрата положба на спиење е на левата страна. Бидејќи наголемиот број на апнеи или гушење во текот на спиењето се јавуваат навистина во лежечка состојба на грбот или на десната страна. Од друга страна пак, ако човек сака да се разбуди свеж и со помалце брчки на лицето, тогаш се препорачува спиење само на грб. Тогаш кој е решението доколку не можеме да спиеме на грб, треба човек да се одлучи приоритет. Може ли на тоа да се влие како да спиеме, дали на грб или пак на страна, бидејќи некој не може да заспијат доколку ја променат вообичаената положба на спиење? Постојат, да речем, малце old school методи и постојат модерни, современи методи. Old school методата е да се земе човек едно топче за тенис и на некој начин да си го залепи на грбот на маицата или пижамата со која што спие и на тој начин секогаш кога ноќе ќе сака да легне на грб, тоа топче ќе му ја спречува таа положба и тој ќе мора да се сврти десно или лево. Ова беше сега старовремската метода, а современа метода во сомнологијата е постојат сензори кои што се носат на градите, тои се многу мали, дискретни, и овој сензор секогаш почнува да вибрира доколку човекот лежи на грб и на тој начин не доаѓа до будење, меѓутоа може да се сврти десно или лево. Некои заспиваат многу рано, други пак доцна. Има некои што се ранобудни, други пак се ноќни птици. Дали е тоа генетски предодредено? Кога ќе чувствуваме поспаност или пак будност? Да, тоа е генетски предодредено и тоа се вика хронотип. Дури постои цела наука која што се вика хронобиологија и се занимава само за тоа. Вистина, значи генетски тоа го носиме дали сме ранобудни птици или сме ноќни сови. И сега во текот на животот тоа малце може да се модифицира со дисциплина, нели, со потреби за рано станување и одење на училиште во работа, меѓутоа во основа хронотипот човекот си го задржува цел живот. Значи со тоа што сме родени, со тоа всушност ќе живееме. Има ли повеќе различни хронотипови покрај тие што заспиваат многу рано или пак никогаш не се разбудила наутро? Да, има повеќе типови, има 5 типови. 70% од луѓето припаѓаат во, да речем, просечните хронотипови, тоа се луѓе кои што се легнуваат во 11-11,5 часот, стануваат на сабајле околу 6,5-7 часот. 30% од луѓето припаѓаат во или екстремно вечерно активни типови или екстремно утрински активни типови. И понатаму има уште две групи, тие да речем не се толку екстремни, туку има модератни типови кои што повеќе се ноќе активни, модератни типови кои што се наутро многу активни. Значи вкупно кажано има 5 типови, меѓутоа 70% од сите луѓе припаѓаат во просечните типови. Професорке, каде припаѓате вие? Јас припаѓам во модератните вечерни типови. Јас сум повеќе активна ноќе.
И јас сум исто така, да речеме, на мене ми е исклучително голем проблем доколку треба да работам во утринските часови, да речеме утринска програма. Така е. Треба да се најде начин како да се снајде со тоа. Тоа значи дека хронотипот влие и врз нашиот живот, врз професијата може да има ефект? Па, за се постои можност човек да се адаптира, да речеме, ако е некој вечерен хронотип или ако му треба долго време на спиење, тогаш треба да се најде начин да се наспие човек за викенд, кога има слободно време, недела, сабота. Значи, штетно е доколку некој кој што има, да речеме, кој што е апсолутно ноќна активна птица, мора исклучиво да работи во смени каде што мора да станува на сабајле во 4-5 сат. Значи, тоа не функционира добро време долго за здравието и обратно. Да речеме, луѓе кои што се роднобудници, кои што се будат во 5 часот на сабајле, тие не можат долго време да работат во ноќни смени. А што е со оние кои што имаат сменска работа, некогаш наутро, некогаш навечер? Како тоа влие на сонот? Па и за сменската работа постојат правила, значи постојат гайдлайнс или линии како треба фирмата да внимава на тоа, како да ги регулира смените и сменската работа за да го задржи здравието на работниците пред се. Најважно од се е фирмата да понуди за вработените во смена соодветна едукација, како да го задржат својот добар сон и своето здравје и покрај тоа што работат во смени. Значи, тоа е есенцијално. Втора работа е дека фирмите треба да внимаваат на кој начин доаѓа до ротација на смената. Да речеме, ако има фирми каде што денес се работи ноќна смена, утре се работи утринска смена, заутре се работи втора смена и така натаму, со малце слободно време. Значи, тоа не е добро за здравието на вработените. Добро е, така кажуваат линиите за здраво работење, дека може да речеме 2 смени сабајле, 2 смени попладне, 2 смени ноќна смена и после тоа 2-3 дена да се има слободно. Еве ќе го кажам како добар пример е државата за полициската да речам организација во Баварија. Они имаат таков начин на распределување на смените и тоа функционира многу добро. Вработените немаат нарушување во сонот? Не можам јас како лекар сега да кажам 100% дали некој има нарушување или не. Меѓутоа можам да кажам дека вработените се многу задоволни со овој систем. Така, а дали е поздраво будењето рано наутро, што би се рекло со петлита, или пак преспивањето на утрото? Епа, раното будење на сабајле е поздраво за тие луѓе што се рани хронотипови и кои што и така рано сакаат да стануваат. За нив е поздраво. Ама за другите не е поздраво. Сега, што ако во партнерска врска се најдат луѓе со два различни хронотипа, например, едниот е ранобудник, а другиот сака да биде активен во текот на ноќта? Пака има две страни на ова прашање, многу е интересно прашањето. Едната страна е научно-истражувачка, а другата страна е практична. Научно-истражувачката страна вели дека партнерите кои што имаат сличен хронотип, дека подобро се слагаат во бракот. Значи тие што кога двајца партнери рано стануваат и двајцата, дека бракот им е и врската и рано заспиваат, и рано заспиваат, бидејќи се заедно прават. Значи тоа го вели науката. И врз база на ова тврдење се исто така направени и да речем платформите за партнерство, нели како што се Partnership и Tinder и така натаму. Меѓутоа постои една практична страна на ова прашање, бидејќи од друга страна, ако едниот партнер рано се буди, а другиот е активен преку рано сабајле, а другиот партнер е ноќе активен, тогаш тие не се ностоп заедно, не се гледаат ностоп, што е може и подобро за некои врски. Така, понекогаш може спротивностите да се привлекуваат. Сега, доколку тоа во партнерската врска пречи, како да се надмине овој проблем? Што конкретно мислите? Доколку се има различни хронотипови кои што функционираат во различни денови, во различни периоди од денот. Едниот сака да биде активен навечер, другиот му се нарушува сонот, бидејќи тој покрај него не спие. Па ќе си направат компромис, да речем, една недела на викенд ќе идат заедно во диско или на забава преку ноќе, па другиот викенд ќе станат рано и ќе идат на шетање или на пешачење. Значи, како и во секоја врска, успехот се состои во барање на компромиси, меѓутоа, од друга страна, потребно е да ниеден партнер не мора да се жртвува за другиот партнер, туку секој да си дојде на своето.
Имат ли често пати нарушен сон партнерите кои што имаат различен хронотип? Бидејќи додека едниот спие, другиот несвесно можеби му го нарушува квалитетот на сонот. Па и обратно, другиот кој ќе стане рано наутро, тој сака да спие. Да, значи проблемот состои ако има душек што е многу мал, многу тесен и тогаш се буткаат еден со друг и кога едниот ќе стане, другиот му смета. А потоа има проблем доколку едниот хрчи, да речеме, мажот ако се легне порано и почнува да хрчи, сега жената легнува можеби саат и пол посам него и веќе го фаќа во фаза на она баш силно хрчење и тогаш таа цела ноќ не може да заспие. Затоа имаме многу такви парови кои доаѓаат во амбулантата за спиење или нарушување на сонот, каде што мажот рчи, има ноќни апнеи, се гуши, а жената има несоница. Значи тука стварно веќе има манифестен проблем. А може несоницата да биде последица на тоа што нема мир и тишина во постелата? Несоницата може да биде секако предизвикана и од такви околности, да. Значи секогаш има некој нарушување во сонот доколку едниот партнер чувствува некој таков проблем, да речеме едниот партнер има несоница. Што е тогаш со другиот? Може ли тој мирно да си спие без проблем? Зависи дали е маж или жена. Например, јас сега ова што го кажувам, и го кажувам исто така од моје лично искуство со моите пациенти, меѓутоа од врз база на научно-истражувачки податоци, и морам да кажам дека сите студии што се на оваа тема се работени со хетеросексуални парови. Затоа сега овие работи што ги кажувам, ќе речам маж и жена, значи не постои се уште студии за хомосексуални парови, затоа некој да не ме свати, да речам погрешно. Меѓутоа, зошто реков зависи дали е маж или жена. Мажот подобро спие доколку жената лежи до него. А жената мисли дека подобро спие доколку мажот лежи до неа, ама не спие подобро. И затоа тука имаме сега полова разлика. Објаснато ли е зошто е вака? Па да, објаснато е. Затоа што физиолошки мажите нели порано биле као ловци, па спиеле надвор, па требало да се заштитат од напад на диви зверови. И тука спиењето со други, да речем, ловци надвор на отворено место им давало еден вид на сигурност, нели? И вообичаено било исто така некој оган запален во близината да внимава на нив. И од таму потекнува тоа тврдење дека мажот се чувствува посигурен, посейф кога спие во група. Од друга страна пак жената физиолошки има многу површен сон од мажот, бидејќи жената како мајка е така биолошки предиспонирана да нејзиниот сон е површен, да таа многу лесно се буди при секој звук, бидејќи треба да биде нели спремна да го нарани своето бебе или ако плаче, да го надои, да му помогне и така натаму. И сега, ова, да речем, поголема површност на сонот се однесува и на жени кои што не се мајки, бидејќи тоа е зависно од естрогените, од нашите женски хормони. Значи, естрогенот го прави сонот на жената поосетлив, посензибилен и поповршен. И затоа жената, доколку мажот рчи или доколку жената покасно легнува од мажот, поосетлива е на разни звуци и затоа таа почнува да страда од несоница. Убаво што ни го појаснивте. А што доколку партнерите имаат некои разлики во навиките кои што им се многу важни за да заспијат? Например, едниот сака да спие во студена соба, другиот сака на топло. Едниот сака, не знам, да гледа телевизија или да престојува на својот мобилен телефон, другиот сака да биде мрак и да биде мир. Да. Што во таков случај? Што се однесува од температурата, се знае колку е поладна собата, толку повеќе подобро се спие, тоа зависи со температурата на телото. Вие знаете кога ни студи почнуваме да зеваме и сме уморни, значи тоа е еден физиолошки закон, кога температурата на телото опаѓа, тогаш човекот се заморува и почнува да спие и затоа е стварно се знае исклучиво многу подобро е да биде парното исклучено во зима, да биде температурата во спалната соба многу ниска. Сега жените пак заради естрогените се склони на тоа да мрзнат ноќе. И јас тука препорачала жените да се облечат чорапчиња, топли чорапи, бидејќи ладните стапала се најголемиот проблем на жените зашто не можат да спијат. Да се облечат чорапи, а сепак да се исклучи парното и да се одржува една ниска температура на просторијата за спиење. Што доколку си го влечат јорганот цела вечер партнерите, па и тоа може да биде причина за лош квалитет на сонот, да се земат два јоргана? Обично го влече јорганот жената, пошто не изистуди. Решение се два јоргана?
обавезно. Значи јас препорачувам не само 2 јоргана, него и 2 душеци. Во брачен кревет, ама не еден заеднички душек, за тие што имаат проблеми со спиење, ќе си купите во брачниот кревет 2 поединечни душеци. И така, едниот ако мрда, ако се врти лево десно, на жената нема да смета или обратно. И така да во секој случај 2 јоргани би требало да биде закон. Немирните нозе на партнерот некогаш може да бидат проблем кога постојано мрда со нозете. Да, меѓутоа немирни нозе врти. повеќе има жената, да кажеме. Меѓутоа мажот повеќе мрда во текот на спиењето. Машките ембриони исто така и во стомакот на мајката се повеќе подинамични, моторно кажано, некои женските, така да во природата на мажот е поради неговата мускулатура и физиологијата на машкото тело дека тој е понемирен кога спие, повеќе се движи, се врти лево десно и тоа го пречи сонот на жената. А што се однесува до немирни нозе, тоа се вика значи синдром на немирни нозе, така се вика, доаѓа многу често поради недостаток на железо, а жените почесто страдат овој проблем бидејќи имаат многу силни крварења секој месец, бидејќи можеби се почесто вегетаријанки или веганска исхрана и затоа или во текот на бременоста исто така се многу поголем ризикофактори каде што доаѓа до опаѓање на железото, кое што е етиолошка причина за овие немирни нозе. Се почесто паровите се одлучуваат да спијат во засебни соби, за да имаат квалитетен сон. Го советувате ли овој пристап? Може ли да доведе до некакви нарушувања на брачната заедница, доколку секој е во различна соба? Исто тоа ќе кажам, да, одлуката е индивидуална. Значи, многу работи зависат од нашето убедување. Сега ја, ако се речам себе си, сега ја ако не спијам со мажот у иста дневна соба, у иста спална соба, бракот ќе ми се расипе. Сега ако сум ја толку убедена, тогаш така веројатно и ќе се случи. Ако јас си речем, чекај, ако сум јас наспиена, одморна и свежа, и тогаш сум добро расположена со мојот партнер, и така да, и тогаш и он е расположен, меѓутоа за тоа е неопходно да спиеме во друга соба, тогаш јас ки мислам дека тоа е окей. Значи, моје стручно мислење, 20 партнери треба да си пазат на својот сон. Добар сон значи добро расположение значи добра врска. И ако сите овие методи претходно не помогнале со одвоени душеци, или со ставање на чепчење во уши, или со маска за спиење, значи, ако сето тоа не помогнало, тогаш подобро нека се спијат во одделени соби, а бракот ќе се биде супер. Те среќавале вакви примери каде што едниот партнер легнува со чепчиња во уши, за да не слуша крчење? Тоа ми е мене секојдневниот бизнис, да, сум среќавала. Зашто најчесто се жалат еве кога ќе дојдат кај вас и имат некакво нарушување во сонот во однос на партнерот? Најчесто е оваа комбинација, партнерот хрчи, а жената не може да спие. Тоа е стварно. Тоа е најчестото. Поретко е тоа дека едниот заспива подоцна, другиот порано? Па ако се двајцата мирни, не смета тоа ако некој застува порано и покасно или порано, ако партнер или партнерката мирно си лежи во кревет, не орчи, тогаш на другиот не му пречи да заспие и другиот нема да се разбуди. Значи, поголемиот проблем се јавува кога имаат некакви пореметувања на сон, како што е рчењето и така натаму, или немирното спиење. Кога едниот партнер рчи, а другиот се обидува покрај него да заспие, кој всушност има поголем проблем и кој утре дента е поненаспан? Дали тој што се мачел да заспие во текот на ноќта или пак тој што речел? Ево е многу добро прашање, бидејќи овие две проблеми се најчести нарушување на сонот. Значи, првото е несоницата. Ако некој има несоница, нормално дека не е наспан, дека е уморен во текот на денот и секој што спиел, да речеме, 2 сата или 3 сата, преку ноќ знае како се чувствуваме во текот на денот. И кога тоа секој ден се повторува, значи нормално дека се јавува исцрпеност, потоа се јавува депресија, меѓутоа може да се јават и срцеви заболувања. Значи, доколку жената има инсомнија, таа многу страда. Сега, ако мажот, ама и жената може да рчи, не само вака збориме се, ама жена. Значи, да останеме на овој пример. Ако мажот рчи и има ноќно гушење, тоа значи дека неговиот мозок не е снабден со кислород во текот на ноќта. И мозок кој не е снабден со кислород, тој во текот на денот е заморен, уморен и тогаш него му се случува да тој секаде каде што се наоѓа, не сакајќи заспива.
а седне вака, заспива. Ќе задрема, така. Кога седне да вози возило, пак заспива, што е многу опасно. Значи, во секоја ситуација, зошто? Зошто се осеќа преморен. Значи, најчесто заболување на сонот е несоницата, а на второ место е слип апнеата и мислам дека можеби тоа е одговор на тоа прашање. Како што луѓето стареат, така велат дека имаат се помала потреба за сон. Има ли вистина во тоа? Да, видите, тоа се однесува некаде за околу 80% од луѓето, тоа е точно. Особено се однесува на оние луѓе што и така им требало кратко време на спиење и на оние луѓе што вие ги спомнавте што се ранобудни. На таквите луѓе им треба со текот на времето, значи со процесот на старење помалце сон. Ама овие другиве не. Значи тие што се долго спијачи и тие што се ноќни птици, на нив многу не им се менува. Малце да речеме, ама не е толку рапидно како кај другава група. Исто така тврдат дека им се и некаква форма на несоница, односно не може да заспијат во текот на ноќта, но истовремено пак и пријавуваат дека си дремнуваат. Мислите кај постарите луѓе? Кај постарите, да. Да, кај постарите луѓе доаѓа до феномен се намалува лачењето на мелатонинот. Мелатонинот е неопходно за да може да спиеме и како и сите други хормони што опаѓаат, и мелатонинот опаѓа. И ова опаѓање на мелатонинот води до последица дека постарите луѓе имаат помалце длабок сон. И бидејќи имаат помалце длабок сон, тие во текот на спиењето почесто се будат и затоа преку денот се уморни и се легнуваат во текот на денот. Меѓутоа, ова е еден голем проблем, бидејќи ваквиот начин на однесување уште повеќе го забрзува процесот на старење. Значи сега ако збориме за longevity, anti-aging и така натаму, нели сите сега зборат за тоа, многу е модерно. Тука е важно да се запази колку што е можно оној физиолошки начин на спиење, а тоа значи ноќе да се спие длабоко, да се зима мелатонин, а дење да се легнува максимално еднаш на ручек 30 минути, никако подолго. Ете тоа ви е совет за долговечност. Долговечност. Ќе ги вклучиме гледачите. Еден од советите. Ќе ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се вклучите во програма и да поставате прашања поврзано со сонот и навиките во сонот. Значи, квалитетен добар сон за долговечност. Тоа е според собствените потреби, значи од 6 часа до 9 часа. Секој треба да се знае колку ми треба, колку спиење ми треба за да бидем наспијан и треба да тоа време да си го. Што ако некој чувствува дека е наспан со 4 или пак 5 часа, доволно. Тоа е доволно? Да, значи секој индивидуалните потреби треба да си ги следи. Да. А дали е нормално во текот на ноќта да се будиме? Не. Значи вака, ова прашање ќе ви го одговорам на овој начин. Ние сите спиеме во фази од 90 минути. Да речеме, на секои 90 минути луѓето за кратко време се будат. Секој се буди. Меѓутоа, тој што добро спие, тој не забележува дека се буди, само ќе се сврти лево десно, може ќе се покрие и се спие понатаму, воопшто не забележил дека се буди. Сега тие луѓе што имаат проблеми со спиењето, тие забележуваат дека се будат, бидејќи кога ќе се разбудат ноќе, тие веднаш гледаат колку е саатот. И на тој начин, значи, се секогаш знаат во колку часот се будат. На тој начин се свесни дека се будат, се свесни за својот проблем и колку што повеќе се фокусираат, толку полошо спијат, толку почесто доаѓа до будење во текот на спиењето. Значи пораката е не го сваќајте секое будење во ноќта како нешто трагично, тоа може и нормално да. Значи доколку се разбудиме, едноставно да се обидеме да презаспиеме? Да, не треба да се гледа колку е часот, не треба да се пали сијалица, не треба да се станува, да се пие вода, да се јаде и така натаму, да се пуши, да се пие. Треба човек да остане да лежи. Меѓутоа, ако се примете дека тоа трае веќе подолго, субјективно подолго од пола час, тогаш веќе нема фајде да се лежи, тогаш подобро човекот да стане и да прави нешто што е многу досадно и монотоно. Значи, нека слуша некоја тивка музика, нека чита нешто што уопште не го интересира. Целта е да прави нешто толку досадно што тоа ќе го замори и повторно пак ќе заспие. Значи да не скрола на мобилниот телефон. Не. Тоа е всушност начин за да остане подолго време буден. Да, точно. Некои во текот на ноќта, односно во текот на сонот, дишаат на уста. Дали е тоа проблем? Без разлика дали речат или не. Дишат на уста, бидејќи имаат проблем со
може би дишните патишта. Па да, на некои луѓе им е затнат носот, имаат полипи, нели имаат крива преграда на носот, што е многу често, и на тој начин тие се всушност принудени да дишат преку уста. И сега они имаат проблем што преку денот се уморни, имаат проблем што им се суши устата, многу во текот на ноќта, па мораат да пијат вода. Така да имаше метода една mouth taping се вика, ја пропагираше еден спортист, значи има фластери со кои што се затвара устата, мислам, тоа е окей, ама човек мора да може да дише преку нос, нели? Така да тоа е еден проблем кој што припаѓа во областа на оториноларингологијата и доколку има задебелена слузница на носот, може да се направи една лазерска интервенција, да се намали слузницата и така натаму, или се земаат капки за дишење. Така да не им е лесно на тие луѓе што дишат со отворена уста, ама сега ако е тоа единствен начин, човек мора да диши. Значи не препорачувате фластери да се залепат на уста кај Фластер може да се залепи без преглед кај оториноларинголог. Без преглед кај оториноларинголог никако. Така. Сега како проценувате колкав е квалитетот на сонот кај некој пациент кој што ќе се обрати кај вас? Први јас му давам да води еден деноноќен дневник, тоа се вика, му давам едно ливче или дигитално, тоа го работиме, каде што тој секоја навечер и секоја сабајле треба 2-3 прашања да одговори, што се многу кратки и ефективни. Например, кога си легнавте вчера, да речеме во 23 часот, колку време ви требаше да спиете? 2 сати. Вчера ноќ колку пати бевте буден? 2 пати. Колку сати лежевте ноќе буден? 2 сати. Кога се разбудите денеска? У 7 сат. Дали бевте наспан? Не. Значи, тоа е индивидуални податоци, индивидуелен прашалник. И кога јас од моите пациенти имам ваков прашалник за цела недела, ја веќе имам комплетен профајлинг на неговото спиење и знам кој проблем он го има и тогаш можам да го насочам. Дали да правиме мерење на хрчење, тоа се вика полиграфија или полисонографија, или да правиме третман за несоницата, или да правиме третман за немирни нозе. Значи, по врз основа на овие прашалници во токот една недела, јас веќе во голема мера знам за што се работи. Колкав дел од пациентите се постојано будни покрај тоа што велат дека минале долго време во кревет, можеби 9 часа спиеле? Скоро никој. Скоро никој? Имаме гледачи. Ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да, ве поздравувам и ви посакувам пријатен и убав ден. Ви благодарам. Би сакала да знам кога е професорката во амбуланта. Професорката работи во Германија. Професорке, дали работите некогаш и тука? Примате пациенти? За жал не, ама можеби ќе се отвори прилика. Така. За сега сум само во Германија. Само во Германија. Да имате некој конкретно прашање покрај ова? Да, јас сум во подминати години од 75-та, патам од несоници веќе од 30 години. И конкретно ви сега да ви кажам дека само на сат и половина сум спиела, па се разбудам, па сат и половина и веќе функционирам во текот на денот. Значи, кога што ве разбрав, 40 на години страдате од несоница, така? Да. На вистина долг период. 45. И научивте да функционирате на таков начин. И се научив да функционирам. Така, и сега претпоставам дека барате решение на проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија што го споделивте вашиот проблем со сонот во Телма амбуланта. Што би можеле, професорке, да советувате? Може да прашам нешто? Може. Дали се уште имаме гледачката на линија? Ве поздравувам. Така, има само професорката има прашање што сака да го упати до вас. Бидете на линија. Повелете. По колку часот си легнувате навечер? Доцна си легнувам. Што значи тоа доцна? Во колку часот обично? Утринските часови, 4-5. Кога легнувате во кревет? Да, тогаш. Дури тогаш легнувате? Нека 4-5 наутро? Да, 4-5 наутро. Тоа време читам некои книги, некои романи и не можам да заспием. А каде ги читате, во кревет или во столица? На тросет. На троседот? Лежите или седите? Седам. Аха, добро. И кога станувате од кревет? Кога си легнете у 4-5 сат? Така, заспиам некаде, 4, 20, 10 за 5, тука тоа време. Кога станувате од кревет, ако си легнувате во 4 сат?
Кога се будите? Во колку? 8 и 10, од тие 5 наутро 4-5 се будам и го гледам сатот како и слушам целото изјавување на докторката што кажува на професорката. Така, значи спиете многу кратко, ако го разбрав, од 4-5 сабајлен до 8 наутро. Меѓутоа, чим верите дека толку добро функционирате, јас претпоставам дека вие припаѓате во таа група на кратко спијачи, така да не мислам дека имате, не мора да имате несоница, вие имате еден ритамот ви е многу поместен. Меѓутоа, ако ви се доволно 4-5 сати, тоа е окей. А постои ли начин тој ритам да се врати, да се нормализира? Постои, за тоа треба човек да има многу дисциплина и желба и тоа се прави постепено. Да речеме, ако си легнувате тек во 4 часот сабајле, една недела ќе се легнувате во 3,5, една недела во 3, една недела во 2, една недела во 2,5, една недела во 2, во и така натаму, се одека не дојдете до некој, да речем, понормален ритам, што кај вас би бил можеби од 12 часот на полноќ до 5 сабајле. Аха. Така, уште еден гледач имаме кој што очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Емисијата. Благодарам. Би сакала едно прашање. Сопругот, мислам, немам јас никаков проблем со неговата апнеја, меѓутоа толку страшни моменти доживувам додека сум со него, ми се чини дека во секој момент може да се угуши во тие негови напади на апнеја. Дали нешто треба јас тука да го разбудам, да му помогнам, колку е тоа опасно, совет некој врска со нешто? Вие го будите во текот на ноќта? Понекогаш да, не стам, мислам, немам проблем со неговото хрчење, можам да спијам, но сте насекирана, загрижена сте за неговото здравје. Да немате, професорки, уште некој прашање? Делува страшно. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Значи, вашиот сопруг најверојатно има слип апнеја или синдром на ноќни апнеи, тоа значи дека ноќе тој се гуши, не добива доволно кислород. Ова состојба треба да се диагностицира и да се лекува. Тоа го прават колегите на клиника за пневмологија во Скопје, така да ви препорачувам таму да се јавите, да направи една полиграфија се вика или полисонографија, мерење на спиење, да се диагностицира ова пореметување и потоа постои многу добар начин да се лекува. Така, ние одиме понатаму, дали имаме уште еден гледач? Да, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Повелете? Ве слушаме одлично, повелете. Само ве молам да го следите разговорот преку слушалката. Да. Ме интересира за пациент до Х25, што 24 сати, 18 сати спие. Дали и на кој начин да се смали тоа спиење? Значи, долго спие, на која возраст, разбравте? 39 години. Да немате уште некој прашање? 39? 39 рековте, така? Да. Дали со терапијата, со намалување за диагнозата или? Така, он е на терапија. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Па бидејќи рековте дека човекот е на терапија, 14 до 18 часот е стварно прекувремено спиење и премногу е. Меѓутоа, има некои диагнози или некои заболувања сега кај кои што вистина е неопходно еден период подолго да се спие за да се регенерира организмот. Сега, ако ова веќе трае подолго време, јас обавезно би препорачала да се зборува со докторот, со докторката, каде што се дадени тие лекови, таа терапија. Обично се работи за лекови од областта на психофармакологијата, значи да се редуцираат тие лекови малце и да се види да човекот помалце спие. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. На телефон Бургов Коста од Струмица. Видите сега, јас вечертата спием некој пат некај 9-10 сато,
до сабајлето, во текот на вечертата се будам по 2-3 пата, многу ме измачуваат соновите, например, некој пат едни кошмари, некој пат ги сонувам и уморените ми се појавуваат, и некој пат гледам и како најаве нешто, мислам така, како го сонам некој сон, после најаве нешто, како некој порака гледам, например, некој сака нешто да ми каже. Така, значи вас ве измачуваат лошите соништа. Зошто така, мама и тата се починат и ги сонувам, како некој совет ми дават нешто. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е со лошите соништа? Па, Кои што можат очигледно понекогаш и анксиозност да создадат. да, лошите соништа се секогаш поврзани со анксиозност. Ова анксиозност се пренесува и во текот на денот, бидејќи нели почнува човек многу да се занимава што се случи во сонот. Мислам, окей е човек да се ги памти соновите и јас би ви препорачала да си запишувате на сабајле кога се разбудите, запишувајте се што сте сонувале, така да малце ќе бидете ослободени од таа анксиозност, а бидејќи претпоставувам дека и преку текот на денот ве мачи можеби анксиозност, исто би ви препорачала да се обратите до психолог, така да тоа може да се реши на многу добар начин, да се намали анксиозноста, бидејќи сонот е всушност ништо друго, туку една алтернативна можност да се разработат случките што не оптеретуваат или она што сме го доживеале во текот на животот или во текот на денот. Тинеџерите обично сакаат да заспијат доцна во ноќта и да си поспијат преку ден. Дали е тоа нормално? Некои родители сметат и дека нивното дете, нивниот тинеџер навистина долго спие. Да. Имат ли потреба и за подолг престој во кревет и сон? Тоа е скроз нормално. Мислам, тинеџерите или адолесцентите кај нив доаѓа до едно не пореметување, туку подвижување на денонокниот ритам, така да 90% од сите тинеџери се претвараат во ноќни сови, а не можат да заспијат пред полноќ, им се спие до пладне, така да тоа е едно физиолошко сменување на ритмот, кој што нормално станува проблем кога треба детето да стане и да оди рано на училиште. Мислам, тоа сите го знаеме. И тука доаѓа до тој конфликт. Стани, па не станувам, па не се слуша саатот, па 1 сат се купува, па 2, 3 и така натаму. Значи, тука јас би алудирала на училиштата, на школскиот систем треба да проба да се адаптира. Така, во некои земји размислуваат наставата да почне подоцна за адолесцентите. Да, некои земји размислуваат и го сменуваат некои, ама не генерално. Меѓутоа нема никаков резон сабајле во 8 часот, да речеме еден тинеџер на 16-17 години на прв час да пишува писмена работа по математика, бидејќи неговиот мозок уште спие. Значи затоа треба школскиот систем малце да се адаптира, можеби во првите часови да се ставаат предмети каде што не е неопходна толку многу логичното мислење и така натаму. Меѓутоа мора да се издржи овој период е стресен и за родителите и за децата, а од друга страна нема фазон да се тера детето во недела сабајле, ајде стане на доручек, цела фамилија во 9 саат сабајле. Значи и детето мора да се наспие. Значи залудно е тоа што родителите се упорни детето да легне порано. Залудно е. Залудно. Сега кога станува збор за луѓето кои што имаат некаква форма на несоница, дали не можат да заспиат или се будат во текот на ноќта повеќе пати или пак мал број на часови спијат и потоа се чувствуваат уморно, понекогаш посегнуваат по таблети за спиење. Дали е тоа решение? Дали таа терапија може да биде штетна? Да. Не е решение и може да биде штетна. Јас знам дека во Македонија често пати луѓе взимаат апчиња за спиење кои што припаѓаат во групата на бензодиазепински препарати. Според сите европски интернационални гайдлайнс, тие се таблети кои што се многу корисни, да речем, за прва помош, за неколку недели, акутна несоница, меѓутоа никако не треба да се взимаат, не се препорачува да се взимаат со години, бидејќи луѓето кои што со години ги взимаат овие апчиња за спиење, чувствуваат дека нивното мислење се забавува. Значи, тие позабавено мислат, полесно заборават. Тоа е под влијание на овие апчиња. Дури може да се јави еден псевдодементен синдром. Така да, таблетите за спиење се вистина, прва помош и неопходни,
меѓутоа за многу краток период, максимално 2-3 месеци, и потоа треба да се прави една специјална бихевиорална терапија за да се смали несоницата. Каква е таа бихевиорална терапија? На што се темели? Тоа е еден програм од 4 до 6 да речеме сати, каде што се работи точно со овие прашалници што ви ги спомнав претходно, каде што ја на пациентот, да речеме, му кажувам сега следнава недела ќе се легнувате тогаш, ќе станувате тогаш, ако имате слеп апнеја, ќе ви даеме апаратче дома да се спиете со него, и во тек на таа бихевиорална терапија 4 до 6 пати, 4 до 6 значи седмици, која што може и во текот на 2 недели компактно да се заврши, доаѓа кај 30% до значително подобрување на несоницата, кај 30% малце се подобрува несоницата, и како и кај сите други тераписки мерки, никаде нема гаранција за 100% успех, кај 30% од луѓето тоа не функционира, и тогаш тие луѓе треба да земаат апчиња. Но само мал процент, споменавте. А што е со мелатонинот? Дали тој може да биде присутен долго време како помошно средство? Мелатонинот е многу корисно средство, меѓутоа актуелно мелатонинот е многу во мода, и барем кај нас во апотеките кога ќе влезете, значи целата апотека е преполна со бомбони со мелатонин, мастики со мелатонин, гумени бомбончиња со мелатонин и не знам спрејови со мелатонин и така натаму. Значи се работи за јак маркетинг, а не мора да значи дека тоа вистина помага. Може би психолошки? Не, автосугестивно? Психолошки мелатонинот не помага. Од тоа што сакав да кажам, доколку се зима мелатонин, кој треба да го зима? Добре. Лица над 55 годишна возраст, лица што не гледаат, слепи лица, луѓе кои што работат во смена. На сите други мелатонин не им треба, поготово во Македонија со толку голем број на сончеви денови. Значи луѓе што се помлади од 50 години дефинитивно немаат недостаток на мелатонин, сакам да кажам. Сега, овие другиве треба да земаат мелатонин, може да земаат мелатонин, ама најмалку 1 милиграм. Значи и тука има доза. Да. На кој што треба се внимава. Да, затоа бомбончето со мелатонин нема фајде. Малку, така. Значи најмалку 1 милиграм, и треба да се зема редовно најмалку 3-4 недели за да се наполни депото на мелатонин во организмот, и тогаш мелатонинот е вистина многу корисен. Може ли бесконечно долго да се зема? Не, 6 месеци се зема, 6 месеци пауза. Значи наизменично. Да. И на крајот од денешната емисија, бидејќи тука мораме да го заокружиме денешното издание на Телма Амбуланта, ве прашам, кога станува збор за здравието, за стонот и за врската, што е подобро, дали да спиеме заедно со партнерот, доколку еден од нив има некаков проблем, или пак да спиеме во одвоена соба? Па најдобро е да се договориме со партнерот, како ти е тебе, како ми е мене. И потоа да се најде заеднички јазик, да се пробаат сите, ако не е заедничкото спиење толку важно, да се проба се што може да се проба, како што реков, чепчиња, маски, затварање уста, фластери, отворање уста, посебни душеци, посебни јоргани и така натаму. Ако сето тоа не помогне, онда двајцата да се сложат, да си направат посебни соби. И при тоа да разговараат, за да не дојде нели до расправи. Секогаш мора да се разговара, да. Разговорот е клучен. Јас ви благодарам многу што бевте наша денешна гостинка во Телма Амбуланта, што го споделивте вашето долгогодишно искуство на оваа тема. Навистина интересни аспекти од заедничкото живење разгледавме, кои што се поврзани со сонот, но директно и со здравието. Благодараме на вас. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте и денеска, и ви посакувам убав ден, а вечер добар сон.